гостин во ова емисија One Way Show е наш македонски пејач кој со својот глас, харизма и енергија полека но сигурно ја освојува македонската публика. Тони Андреев. Добре дојде. Ти благодарам за убавата најава. Одамно не ме најавил некој вака. Тоа е вистината, тоа е вистината. 10 години веќе си на музичката сцена. Каде настапуваш, каде народ може да те види? Па точно, мене претежно ме знае публиката по настапите во живо, низ држава. Сега повеќе работам период на авторска музика, немам толку зад мене песни, имам само две. И кои се твои песни две? Првата песна излезе во 2018 година, се вика До мене толку далечна. Втората посветена е на некој или не? Не е посветена. Ми помогна тука за текстот на моја другарка во тоа време, во студентските денови седевме соба до соба. Кристина е еден поздрав до неа ако гледа. А на втората сум кант автор комплет и за музика и текст, се вика После тебе. И тука имав некој застој околу авторска музика, што имав еден период каде што работев на своје студио, се надоградував и колку ми помогна тоа и ми одзема малку од тој момент на авторска музика. Доста ствари почнаа да не ми се свиѓаат веќе, што порано ми биле веќе при крај и сум сакал да ги извадам. До каде стигна твоето надоградување во музиката? Значи во моментов пееш препев од наши македонски песни, така? Така, јас гледам да пеам доста и македонска музика на моите настапи. Од настап во настап го зголемувам тој репертоар кој што на почеток многу знае да ни замерат. Но јас си го почитувам идентитетот, пошто го имаме со години. И тоа е може и причината што ја преработивме сега Елена Керкова, една таква модерна верзија, каде што мислам дека ми одзема многу време. Зошто? Поради тоа што е сериозен проект. Тука се вклучени многу инструменти. За аранжманот се погрижи Темелко Андреев. Ете, често ме прашуваат, морам да потенцирам. Ние не сме во родинска врска, имаме исто презиме. Он е еден многу сериозен, добар лик во тоа што го работи. И траеше тој цел проект, едно 9 композиции, но јас ја пеам само Елена Керко. Доби видеозапис. Летово бевме посветени на тој проект. Може поради тоа и ги стопирав авторските, но веќе сум при крај и мило ми е што излезе таа песна на мојот YouTube канал со видеозапис. Тоа е нешто кое што ќе остане за секогаш и мило ми е пошто е македонска песна. Каде највеќе настапуваш, во кои градови пример си поканет? И кој град ти е најмилен да настапиш? Со кој од публиката се поврзуваш енергетски? Неблагодарно е да издвоам еден град, поради тоа што сме... Кој што ти лежи така највеќе? Ве ти си од Велес, дечко, така? Јас првите почетоци... Каде ги започна? Ми беа на студентските забави. Во студентските домови. Имаше во среда имаше клучно забава, не во Скопје, тука што студирав. Добре. Имаше фиксно во среда имаше забава, еден дом имаше четврток забава и мислам дека тоа ми донесе многу. Поради тоа што таму има студенти од целата држава. И некако може би мало место, во Скопје, но студентите се од цела држава. И мало место е, тоа клубче, но има луѓе од цела држава и може да чуат стварно многу студенти. Мислам дека така почнав и ми помогна многу за да дојде ред кога ќе настапам во тој нивни град, они веќе да знаат за кого станува збор. Пошто јас сум од Велес, но студирав во Скопје. Така и целата држава, сите градчиња има студенти кои што се во Скопје тој период. Тоа се моите почетоци, од тука негде тргна целата таа турнеја низ држава. Зошто имаш само две твои лични песни, немаш повеќе? Во што е проблемот? Значи, дали, не знам, поддршката, средствата, финансиски? Па, мислам дека највеќе... Зашто многу млади, талентирани пејачи како тебе стојат нели во едно место
Не може да Така, се така. доизградат нагоре. Зошто? Еве пример, знаеме и дека порталите пишува за тебе дека Сашо Ковачевиќ те обожува. И дури нели на настапи кога има настапувано тука, те кани тебе и те носи на бина заедно нели да пеете. Зошто нашите пејачи не го прават истото со, значи да им биде, сакам да кажам, нашите пејачи зошто не се ментор, еве, јас те гледам во тебе потенцијал добар, сакам да те издигнам, да те изградам. Зошто нашите се толку ограничени? Ова е длабока тема. Не знам како да ја опфатам цела. Единствен човек што ми подава рака на таква бина да заставам рамо до рамо е Саша, тоа е точно. И Да, јас присуствував, го видов тоа со своји очи, нели во кај бевме во Кавадарци, така? Во винарија Стобија. Така. Таму се запознавме. Најголем настап со него ми беше во Охрид. Навистина имаше многу публика и не ми беше сеедно. За мене беше тоа стварно еден така стресен момент, но позитивно и супер помина. И јас мислам дека многу сме ние тука мали, како народ и во секој гледа некоја си конкуренција, која што сметам дека не треба да биде така. Саша Конкуренцијата е здрава, мора да има, така? Така, на стварно реткост од човек кој што знае да препозна искрена љубов кон работата, кон неговата работа. Ја отидов во Белград со една чиста намера да добиам Дури налегувате физички. Кога бев минус 10 кила повеќе. Отидов да добиам чисто како авторски права да можам да го изведам таа негова преработка, тој препев да го изведам на YouTube, поради тоа што YouTube стана многу ригорозен тој период. И веќе почнаа да ми ги бришат на сите видеа кои што беа препеви. И од тој момент некако он ја препозна таа искрена моја почит кон неговото дело и се што работи. Тука тргна, мислам дека се и тука беше и првата покана за да присуствувам на неговиот концерт. Веќе сум бил на неколку настапи со него заедно, на секоја скоро дружба во Македонија сме, ете да не кажам, блиску на настапите. И многу воспитан и галантен, мислам, чисто нели јас имав можност да му правам интервју. Така, сум бил често и пред група, неколку настапи имавме и заеднички. Неколку пати сум надела бината и ми е стварно чест и задоволство. Македонските артисти не знам зашто не го прават тоа. Уште имаме многу добри имиња, нема да им именуваме, можат вистина еве пример ќе им дадеме, че стварно да најдат некој дете вака како тебе, да им биде ментор, ете, ќе го спомнаме, големо име Калиопи, Каролина Гочева, Тамара Тодваска, така? Така. Големи и ред други. Јас имам огромна почит према тие наши уметници кои што години градат во нашава држава и вложуваат во македонската музика. Мислам дека Тука се мора сам да се издигнуваш, да се изградуваш, еве, не знам. Така. Точно е тоа, не можеме да го побиеме дека не е така. Но еве денеска социјалните мрежи знаат доста да помогнат околу тој дел да можеш да се рекламираш сам. Пред тоа нели беше стрикна телевизијата, 2-3 ги даваш. Така, мене ми беше и одбиена втората песна, први тоа што имаше еден кадар со оружје во спотот, кој што мислам дека беше стварно беспотребно. Беспотребна причина да не се емитува на телевизија. Ние знаеме дека во 90-тите, после вестите во клучните термини, какви спотови се рекламирале и минеле на ТВ екраните кога телевизијата била стварно подем. И размислував долго време, не вадев на авторска песна, тоа е точно размислував дали да биде на српски јазик, но сепак јас сум македонец, јас творам тука и тука настапувам. Мислам дека било залудно да вадам нешто на друг јазик, а да го нема барем на македонски истото. Доколку би била таа песна, доколку би добила две верзии на македонска, српско-хрватска или било како, така би прифатил некако, но бесмислено ми е да вадиш нешто на туѓ јазик, таму немаш поддршка никаква, туку старт си одбиен,
поради тоа што не е на македонски јазик, никој нема да те емитува. Така. И тој проблем си го имаме ние со таа јазична бариера и си го носиме со себе, за жал. Но сметам дека треба малку повеќе да се ангажираме. Имаш комуницирано со некои од нашите продуценти до сега? Пример ми текна Евена Дарко Димитров. Не сме имали комуникација никогаш со Дарко. Ние имаме добри продуценти. Тоа не можеме да го побиеме дека не е така. Можеби голем, не знам како да го дефинирам ова. Во ова брзо време мислам дека треба да имаш свое мислење како да во ова брзо време мислам дека е голем проблем тоа што секој сака да извади некаков си рилс да добие 5 секунди внимание. Да, за гледаат. Не гледајќи дека таа песна ќе остане за цел живот. И јас тука можеби запрев, кога имав неколку демо верзии веќе финализирани, малку стигнав рачна, влегов во студио, почнав инаку да гледам на работите. И сватив дека ја доколку не сум спремен таа песна да ја пеам цел живот, нема зашто да снимам спот и да ја вадам за 5 секунди стори внимание. Тоа ми е безсмислено за авторска музика кога станува збор. Мислам дека и тоа е моје мислење, што не значи дека е точно, дека голем проблем е во ова брзо време што секој сака по секоја цена нешто да извади. Ово кажувам генерално, не далеко од тоа дека ние немаме добри песни и во ова ново време, и те како имаме добра музика, но просекот според мене е тоа. Вака што мислиш, пример, што недостасува на нашиот пазар кој е веќе по прашање музиката? Недостасува малку повеќе да се пее македонска музика. Ја имам многу колеги кои што гледам дека не си ги пеат на нивните настапи ни своите песни, колку и да се. Тоа е голем пропуст. Јас сум присуствувала на некоја таква забава, тоа е точно, мислам, пеечот имаше доста големи хитови, пееше странски. Така. Зошто е тоа така? Скоро бев на еден евент огромен кој што беше пола наша естрада. Преубав настан, преубава организација, но артистите беа веќе значени имиња кои што имаат доста музика за нив. Кој пееше една негова песна, кој ниту една, а имаа по 3 песни за пеење. Се пееше странско, се пееше Ријана, се супер. Но ние сме Македонија, не сме Лондон. Ние сме тука, во оваа држава настапуваме. Няма да има настап во Њујорк ние. Таму нас никој не е познава. И тој момент малку ме фрустрира реално. Сметам дека малку повеќе треба да се даде значење на тоа што е наше македонско. Често се споменува дека без скандал не можеш да успееш. Дали имаш ти некој скандал? Па, искрено ќе ти кажам, на нашите настапи, што се толку чести секој викенд, малте не секој градче во држава, има скандали, но нема кој да ги фати, кој да ги насними и кој да ги објави, ние немаме такви А тоа би било многу гледано. Тоа би било најгледано. Нашиот народ знаеше што се храни. Токолку една камера и микрофон земе да кружи из држава по настапите и сите збиднувања од забавен карактер, тоа би било шоу. Но кај нас гледам дека се уште не е внимание свртено таму. Се се случува во Скопје. Скопје се тие локалите. Тие се бендовите што пеат во Скопје. Толку е. Тоа е многу малку за да привлече внимание, за да има континуитет таа програма, ако би тргнала во таа насока. Дали некогаш си добил понуда што не е поврзано со музиката? Реклама некој или нешто друго? Да. Кога беше таа пандемија имав неколку понуди, имав неколку понуди да рекламирам. Тогаш имав повеќе време да се посветам на тренинзи. Тој момент околу здравието реално. И имав неколку такви понуди. Прифатив една повеќе на пријателска база поради тоа што компензација. Така? Да, поради тоа што се работи исклучиво за нашето здравје. ВТ диет клубот од Битола. Владко е еден многу добар нутриционист кој што навистина помага на луѓето. И такво нешто со задоволство би изрекламирал и би нагласил. Тоа е една квантна медицина која што во 21 век и те како значи на луѓето, знае точно да им каже што им недостасува во сферата на здравјето, кој се мачи со гојазност и со X други проблеми кои што се лекуваат на природен начин.
Не рекламираме никаков лек, ништо, што не е на природна база. И тука би помогнал, но сега да би рекламирал нешто што знам дека би штетело на други да го конзумираат, искрено мислам дека не би ми било сеедно. Да. За твоите настапи кој е главен? Ти сам си ги организираш или имаш некој твој менаџер пред да настапиш некако? И за која цена, ако не е тајна? Имав менаџер, имав и доста понуди да потпишам некаков си договор кој што искрено да бидам не ми се допадна. Од таа причина што ние немаме таков... Како е? 30% зимат менаџерите, 70% за тебе? Не знам, за тоа прашам, во музиката не сум толку. Се зависност... Ама ме интересира. Во зависност од како ќе се договори. Знам дека продукциите големи што ние ги немаме, така се движат. Но во Македонија ние немаме лейбл. Ја радо би ги препуштил сите тие права и YouTube канали се на некој кој што стварно ќе се посвети и ќе го работи тоа. Но ние немаме лейбл, ние имаме само човек кој што може да те продаде тебе во некаков си локал и да земе небитно колку е твојата цена. Значи сам се си организираш? Работев доста години со менаџер. Најубавиот период го поминав со еден лик кој што ми беше многу драг пријател пред Димитар од Кочани. Он не беше никогаш не работеше како менаџер. Беше менаџер во тој клуб, во тој град. И ние бевме другари. И тоа толку добро функционираше што мислам јас дека како менаџер артист никогаш не би функционирал од денешна перспектива. Пошто секи биде поврзано со материјално. Имаш твој студио, така? Во Велес? Од година можам да се пофалам дека имам стварно студио. Јас го викам студиото е еден хоум студио кој што навистина добро го сработивме со Темелко, ми помогна околу акустиката многу. И повеќе би го дефинирал тоа како едно катче каде што знам да се затворам и да ми биде прозорец низ светот, да слушам, да седам со сати и да не се изморам. И многу од времето го минам таму. Си пробал да пишуваш твои текстови? Да. Втората песна е комплет моја, додека на првата имав некои си строфи, кои што ја учествувам во текстот. Еве и сега што работам песната, музиката е на Борче Димитров, но јас барам да имам одврзани раци околу аранжмани, околу текст, за да можам да отворам тоа што не ми се свига мене, не дека не е добро. И мислам дека тоа е голем проблем кај денешните продуценти, да се вратиме предеска на темата, пошто они не дозволуваат голем број од нив да даваш идеја, мислење. Мислам дека не треба така да функционира музиката. Музиката е една метафизика каде што сече и мислење може многу да донесе и да одземе, зависи во кој смер се движи. Моментално работам на нешто многу интересно и ми е досега не сум имал таква енергија, едва и да чекам да го чуат луѓето. Би го дефинирал како некој си, може би етно поп, не е чист поп како што е навикната македонска публика да слуша. Има тука доста интересни принеси. И моментално аранжманот го работиме со Мите Стоилков. Он ми е еден школски другар пред се. И се спои енергијата многу интересно. Сега брзо снимавме гитари. Нема да откривам многу, те може да ја пуштам после. Може. Да го чуеш инструментално. Во емисија не го пуштам. Пошто ми е страв. И нема да прецизирам со датум, пошто дефинитивно нема да го погодам датумот кога ќе излезе. Тука се многу фактори битни. Али едва чекам нешто. Па повеќе настапуваш, кажи ми, во ресторани или во клубови? Каде се пронаоѓаш? Мене секогаш ми биле цел клубовите и кафичите низ нашава држава. Сега има еден момент каде што за жал не погоди сите. Тој март во Кочани, каде што многу локали се затворија. Клубови малтени нема, јас не знам дали воопшто клуб некој работи во држава, ако грешам нека не поправат. Тука веќе луѓето дали од страв почнаа доста да ни звонат за приватни забави. Имам доста приватни забави за прв пат година, не сум имал никогаш толку јас. Но гледам тоа да биде во објект каде што пак мојот настап ќе биде светен на тие 2 часа забава и репертоар кој што јас
го настапувам. Кога настапуваш, дали флиртуваш со дамите? Ама биди искрен. Да, 100% Да гледам на флиртуваш. страна. Да? Каде гледаш кога лажеш? А ти дошло онака да настапуваш, да пикираш некоја девојка онака енергетски да се спојти, да ја загазиш. Која камера ме снима? Сега ќе лажам и ќе гледам во Агнеса. Ете, Колку тука е сме. опасен. Искрено, мислам дека е безсмислено да се работи ваква професија, а да Ама нема не, мора малку комуникација флирт. со Значи, луѓето. флиртот е... Флиртот мора е комуникација со здрав, очи. здрав е флиртот. Така е. Иначе како ќе дојде повторно девојката да те гледа нели другиот настап кој ќе го имаш? Јас сум таму за нив и многу ми е драго што уште на самите почетоци имаше претежно девојки на моите настапи. Ја на нив и постоев. Покрај тие девојки доаѓаше и постигналот пол. И беше клубот полн. Тука многу ми донесе. Не, зашто доаѓале, после изгледа да видат чека да им ти кајдеш да го видиме тој Тони. Да видиме што се случува таму. 100%. И таа комуникација е обавезна. Не, и мене ми е убаво. Мислам дека тоа не треба да е некој проблем да го сваќаат. Има и доста луѓе кои што знаат да имаат проблем од своите партнери. Така, Тој зашто момент- некој го доживуваат еден мој пријател, кој му кажа како флирт, нели? Не, тоа исто како да си го изварала вика спротивниот пол. Така, јас сметам дека Ја не го гледам тоа така. Ја тоа го гледам како да го задржам за внимание за наредниот пат, за да го имам, за да можам да искористам нешто од таму. луѓето ја чувствуваат енергијата. Доколку не им посветиш внимание и тие луѓе дошле голем број заради мене таму. Има многу кои што се нашли случајно. Тоа е нормално. Факт е дека Така е, пак како ќе го спомневе Саша, нели он гледам дека со сите комуницира. Саша и да има Фактички 2000 луѓе да флиртува чекаат, со сите. не само тоа. Ги погледнува, комуникација. Он е единствен човек што јас сум го видел. И она е срекна, знаеш, Саша ми се насме ми намигна. Тоа е Така, тоа. така, тоа е многу добро. И треба да биде така. Сум настапувал како предгрупа на многу колеги, го можам да ги наречам од нашиве соседи. Он мислам дека е единствен лик кој што после неговиот настап чека до крај да се слика со последниот Да, човек. јас тоа го видов. Да, да. И тој е еден човек кој што може многу да се учи од него. Ќе потрошиме емисијата можеби. Така Но, ми дојде, да, навистина, небитно, да. Само како пример, сите совети што ми ги има даено, од прв до последен, тоа е толку точно и мислам дека заслужено е таму каде што е. Тоа ќе кажам. Тоа се одликува и на неговиот карактер. мора комуникација Култура. со фановите. Јас приметувам, кај нас не е тоа така. Има неколку од нашите нели имиња каде што се топли со фановите, се сликаат, некои не. Дури е вака кога прашање емисија, едноставно народот сака да слушне за твојот приватен живот. Тоа нормално е. Веќе кога си јавна личност мора со тоа да се Точно. да им го дадеш како подарок, така? Луѓето ги интересира, тоа е Се ги природна интересира, појава. Така е. Не а треба не, да знаеш, некој кажат, само нешто, не ме прашувај тоа. Па зашто ќе те прашуваме стварно за музика, ќе правиме момент. Океј, ќе правиме. Имаш ти нови албум изведен, но тоа е потреб 15-20 минути. Јас морам нешто од Така. приватноста да те прашам. Нема лошо прашање. Се зависи во кој смер ќе го Да, ќе се да. одговори и не сметам дека треба да. Ние сме тука многу мали. Мислам секако без навреди таму на работа. Ние сме тука многу малку. Ограничени. И мислам дека тоа кој што ќе каже е многу битен фактор што не кочи. И тие малку што ги имаме медиуми, ние не ги користиме за да кажеме нешто интересно. Па на крај шпекулацијата е дел од рекламата. И нема лоша реклама. Се е реклама. Па да, на крајот од денот. па нека збора така. Луѓето се многу преоптеретени кој што мисли и какво мислење ќе има. Зуморнати се мажите? Ќе има. Па не знам дали ми си уморен, тоа ќе треба да ги прашаш. Нив. Не, вака кога седиш пример дека во некој кафе или не знам, чувствуваш дека има љубомора? Па природно е да има. Пример девојката седи и кога Така, те погледне и ти не. Сум приметил дека има таква реакција од незинот партнер, но Не реагираш, гледајќи. па не би било добро да како би изреагирал јас во таа ситуација. Едино би избегавал контакт ако гледам дека
може да дојде до проблем. Тоа е најмногу што сакаме. Има секакви ситуации, значи треба да знаеш како да изреагираш. Оваа работа е постојано со луѓе кои што некогаш си под дејство на алкохол, што е природно. Така да тоа е нормален проблем секоја забава. Заљубен си? Како да ти го дефинирам ова? Можеби највеќе Како сум во сакаш. музиката, пошто само таму се враќам секогаш со чиста енергија и емоција. А се останато го има, го нема, тоа се природни појави во животот кои што нормално е да се менуваат. Почнав да размислувам на доста теми од кога си се затворам во моето хоум студио и сваќам дека ствари можеби најголемата, како да го дефинирам ова, најголем проблем е што луѓето не се доволно верни на тоа што го Нема сакаат. самодоверба? Да. Сакаат да успеат, ама ништо ги блокира. Тоа е страв, реално. Тоа е стравот. Блокадата е стравот. Од неуспех кој што можеби јас го носам потајно во себе, пошто еве Мора да го извадиш. чекаат многу проекти да излезат, да увидат Соочиш се со него. Ти знаеш дека Агнеса не се плаши од ништо, само од Господ. Па и јас не се плашам од ништо освен од Господ, Се но соочувам со се можам да се соочам. постои тој страф од неуспех постои кај секој уметник. Повеќето мажите повеќе се плашат. Жените Па мажите се плашат од такви жени како тебе, тоа можам да ти го гарантирам. Зашто? Страф ме мислам дека би биле во сенка. И До таква личам? Дека маш околу до мене дека ќе го засенам, така? па добро, секогаш ќе се појавиш во објект кај што има многу луѓе, им ги зимаш погледите, тоа е природно. Благодарам. И маш како маш тука малце Благодарам. му треба храброст да се избори со тоа дека Еве како флиртува со мене, гледате? има до него убава жена. Би сакала гледачите да слушнат нешто македонско. Гитарата е тука, ја зема, така. Мислам дека преска ја заборави, Заборавив и се па се вратив. враќаше, па ми кажа, Агнеса, да знаеш гитарата како беше? Гитарата нема излезено од студио 5 години, али еве Агнеса е причина да отсвириме нешто. Да пробам да отсвирам мултитаскинг и да пеам. Пошто на настап само пеам, се не знам како ги се снајдам. Ако да? Слободна земја. Сега ќе го слушнат твојот глас, значи верувајте, многу убаво пее. Многу. Сега ќе видиме како ќе работи. И дај Боже да растеш, време ти посакувам највеќе среќа. Ти благодарам и мило ми е што знаеш да препознаеш ете Потенцијал, добро. и да Па реално треба да изгледаш добро и да имаш добар глас. Исто како која ти е најомилена птица што сакаш да гледаш и да ја слушаш? Славе. се е клучно во оваа професија и подеднакво битно. Изгледот мора, значи јас тоа кажам, не мора да се соблакаат голи, ама мора доза на секси пол да има. Види, тешко е да се носиш како артист со сите тие моменти околу себе и оваа професија навистина не дозволува да ти биде хоби. На 90% можеби од луѓето кои што има хоби не можат да просперираат квалитетно во ова. Барем јас тоа го заклучив изминативе неколку години, не многу можеби, но овие 2-3 години сватив дека не само изгледот, тука е вклучен до некаде здрав начин на живот, за да можеш да изгледаш убаво ти пред таа камера и на тој видеозапис кој ќе се снима. Одмор. Фокус 101%. Тука имам X фактори кои што се многу битни за да имате една целина, тој артист. И тешко е. Тешко е, посебно во ова време каде што имаш милион социјални мрежи, каде што секоја социјална мрежа захтева свој формат на видео, ако ништо друго, кој што е работа и тоа. Најава, слика, шорт видео. Сега барем имаме бесплатна реклама на Facebook и Instagram. YouTube е сосема нешто друго, потешка мрежа нели за работа. Но мене ми е омилена. Да. Мислам дека ми И е... јас само YouTube, нешто што ме интересира, само таму го кликам. Сега немам време за телевизија од Сабајле, реално. Доколку би избрал една апликација, тоа било само YouTube. Они се најригорозни, Да, со строги правила. они се стварно строги, доста преработки ми имаат и тргнато, кои што нема да кажам дека не били управо, тоа функционира така.
но ми се омилени поради тоа што мислам дека ете јас сум музичар, мене ми е убаво да гледам, ја сакам да испратам се што се случува во наша. Да, бидејќи се што е нешто, пример, нели, кој е на телевизија, не можеш да го гледаш као реплай, нели, Така, да. мора. А сега добро што јас можам да го ставам, нели, на аплауд да направам на YouTube и емисијата си ја имам веќе достапни, кога сакам, можам да се гледам. Точно. И YouTube-от, еве, од годинава сум и таму верифициран како артист, што ми е многу драго. Ке ти направам subscribe. Обавезно да ми направиш. И ти на мене, ја имам отворив свој профил. Уште не знам да го работам така, малце ме чудно смешно. И TikTok-от уште се учам онака. Ќе ти кажам, јас доста курсеви завршив за таа аналитика како Да, функционира. браво. Сега ќе слушнеме нешто што одбра. Ај ќе пробам нешто со затнат нос да видам како ќе Добро, звучи. се временски тусло се такви гледаш. Ја И јас сум, тоа викам друштимен, барем викам да не почне да ми тече нос, имам проблем. преку целиот период кога е ладно, јас имам проблем со тие синуси, Исто јас. но ќе пробам нешто да отсвирам и да испеам нешто наше кој што знам да го отпеам на настапите. Како и многу песни од Тоше, јас ги форсирам, ете, да не е дословно минимум 5-6 песни, знам, ги пеам секој настап. Да има очи кои ми ги знаат тајните, сите победи и сите порази. Да има раце кои кријат целни светови и би умрел јас за тие преградки. И би умрел јас за тие преградки. Боже, не ми треба ништо друго, дур сум жив под ова небо, топла постела и очи што ги знам. Боже, ангели од небо прати, да нема да се врати, чувај ја од зло, да нема никој свој, нема никој свој. Боже, чувај ја од зло. Песнава, знаеш што ми текна во момент? Ајде да пробам уште еднаш. Само ќе те прекинам. Ќе ја посветиме на другарка ти, Росица. Се најжив кога слушнав. Ова е за мене доста сензитивна тема, не знам дали би ја Ми зборувал пак. дојде така да ти... Дури моје мислене дека би треба да направиш една песна за неа. Еднаш имав прилика да коментирам на таа тема. Не би сакал, поради тоа што стварно ме растревожува и не би сакал да бидам сватен како собирање кликови на нешто што мене многу ме погодило. Може би имал некоја преработка. Со оглед на тоа дека од Тоше Блиски доста бевте, преработки. што бевте блиски. Така ми дојде, затоа Јас кажав еднаш дека како деца многу повеќе сме се дружиле. И сме имале такви заеднички дружби и одмори поради моите родители, поради што биле фамилиарно блиски. Последните години повеќе мајка ми беше во комуникација со неа, отколку јас. Она беше пред... зошто мајката била со нанете? Заради музиката, веројатно. Па не, она беше пред месец дена во мојот дом. По некоја иронија и не знам како да го вметнам ова. Си ги заборави и на очарите во мојата кола дори. Не знаевме на кого се. Не знаевме на кого се, се додека не се случи тоа што се случи. И не би сакал искрено да коментирам на тоа само поради една причина, да не бидам сватен погрешно. Пошто знаеме колку се тие сензитивни теми и како луѓето знаат да ги искористат некогаш во кој правец. И ја тука би завршил искрено. Го сакаше Врчак, ДНК, Елвир Мекич, кои беа други? Сите ги слушав и пораснав со нивната музика. До скоро и се слушнав Јован Иванов, со Елвир. Бобаров поможен текст кој што се надевам дека некој следно демо ќе го изработиме заедно.
и се луѓе кои што стварно сум пораснал со нивната музика и им знаев, па и се уште памтам дел од тие песни од Даскал исто, на Даскал ми текна. Тоа што ни беше на сите еден идол кој што додека учевме музика, тоа не може да се побие. Она и причината многу луѓе што почнале да се занимаваат воопшто со музика, можеби и јас. Но во тие детски години кога не можевме да го сватиме него сериозно, не можеме да сватиме тежината на неговата музика, при тоа што бевме деца. Јас бев многу малку кога тоа ше почина. Многу повеќе тој период го слуша Врчак. Врчак беше лик кој што за нашите години Хит, не можеше да помине. помине. Он мене ми другарот од мали, од средно сме. Памтам кога ме земеше од школа, тоа девојките трча по него и сум викала: "Раде, бегај таму, имаше една алфа сребрана, после кидеме кај него дому студио, знаеш, онака многу беше убаво, многу. Големи Мене ми било дружби, да. цел живот можеби. Еве сега нели ќе вади и он албум. Да, за го пратам, Македонија, го за пратам, Америка 2, да. Мене ми е неостварена желба крај. со тој човек да развивам Комуникација? неколку збора во врска со продукција. Ете сега има доста теми кои што би разговарале. Има многу криво што не е моментално активен на сценава. Ќе биде. Таков лик, дај Боже, И се ќе надевам. имате можност да И се дружите. и ете да ти можете благодарам. да се пеете. Тие луѓе оставиле таков печаток во нашава музика кој што не може да се избрише. И иако неговата музика беше рап, јас како дете памтам дека текстови од А до Ш ги знаев да ги испеам на памет. Не знаев за во школа, можеби тоа што ми беше. Како се гледаш, сега кажи ми ти пример сега за 5 години? Ја не го сакам тој збор идол, дури и некој кој ќе слушнам као идол си, не знам што, сам им правам блок, не. Еве некој што ти оставил печаток, да ги наследиш неговите стапки. Што би сакал, нели, да бидеш нешто слично како него? Искрено, Кој пејач? и јас би се сложил со тебе. Јас доколку ме прашаш за еден човек, не би можел да ти кажам дека имам некаков си Ако да идол наброи кој што го гледам. Но има луѓе кои што како созреваме во музички план, како почнеме да ја разбираме нивната музика, се вратиме на таа страна, знаеме да ги добиеме тие, да ги земеме тие манири кои што ни се свијаат. Нормално некој кога го сакаш премногу, несвесно можеби Тоа ги е зимаш точно, нивните, тоа е точно. Да, не. И не сметам дека треба некој да го гледа како проблем. Нормално, доколку не е многу изразено. Секој човек има свесно или несвесно во мојата бранша артист кој што знае да поприми дел од неговите, можеби, украсиво пеењето, ако го слуша често. Дел од музиката, што е нормално. Но јас сега последниве години знам доста да анализирам песни. Слушам многу различна музика. Пратам се што се случува и на македонската сцена. Што се случи на македонската сцена? Види, Во овој момент, кој е најактуелен? види, имаме ние доста песни кои што се вадат, но за жал не се Јас сум дава воодушевена акцент. од младина, мислам, ти исто така и Марија, девојчето вчера Стефановска, мислам дека се презиваше, извади нели нова компилација. Јас сум воодушевена од вас, младите сега што правите. И колку се давате, какви спотови имате. Многу ми е драго што ти даваш и можност, прилики и се тоа можеш да го испратиш и да го видиш што се случува. Јас Па сакам, зашто народот веќе им е досадно да гледат едни исти песни да се вртат, зборам за Македонија. Мора, конкуренцијата е здрава, пак ќе кажам, мора да искачаат нови пејачи. И сакам вака како тебе, како ти, значи добро да гледаш, добро пееш, не да имаш потенцијал, 100% имаш. Мило ми е. И би сакала и ти давам поддршка да се изградиш уште на поголемо ниво. Баш ми е драго. Криво ми е зашто нашата соседна држава Србија да гледа потенцијал во тебе пејачите, а не од кај нас некој. Тоа е секогаш така, за жал, многу полесно има на тие што ќе се пробијат на тој пазар, но јас сметам дека во ова време не е клучен фактор. Свесни сме дека многу наши артисти, па и од фолк и од поп естрадата, има песна која што им кликна и ја чуја малте не цела бивша јена овие простори.
Така да мислам дека со интернетот не е толку пресудно веќе. Најголемата бариера е македонскиот јазик, но зошто па да не пробаме ние да имаме наш белег со македонски јазик да... Не, јас сум зошто не земат пример од кај нив, бидејќи, знаеш, они кои видат потенцијал во некој од нив прават продукт, проект, каде што се пласира, значи, на многу јако и мене ме е криво, кај нас го нема таа. Еве, Пинк телевизија, така? Тој пазар е презаситен со артисти и ја мислам дека е Ама мора да се вадат нови и нови и нови. дека е многу погрешно кога нашиве се тепаат нешто да направат горе, а и оставаат во сенка нашава држава. А на крајот од денот они настапуваат тук. Треба да го земат примерот, нели, од соседните вакви држави за да го применат кај нас. Тоа мислев, а не да настапуваат таму, да земат како пример за да тука, нели, тоа да се... Како пример треба да земеме сите ние, не само во фелата на музиката. Од медиуми, телевизии, комплетно имаме каде да се огледаме. Затоа мораме да им признаеме дека се многу понапред од нас. А можеме да го правиме и ние истото. Имаме и артисти, имаме и квалитетна музика, продуценти, бендови добри. Тука проблемот малку тргнува и од поголемите врвови, да не именувам. Имаме зошто сака да направат така? Имаме манифестации кај што не може главна звезда на тој настан да биде некој од сосна држава. Кога ние во Хрватска би имале предност да пееме таму на некој си настан и да бидеме ние најбитни, да биде нашиот настан од 12 часот, а пред нас да биде Тони Цетински, Петар Грашо. Кога тоа ќе се случи, тоа само кај нас е, никаде на друго место. И мене тоа ме фрустрира дефинитивно. Знам дека ќе налета секој коментар на оваа тема, па да они многу вложуваат, они имаат музика, имаат. Па ако нови народ не му дадеш ти да го предност на таа така музика, мора. Што се слуша, што гледат луѓето, тоа слушаат. Факт е дека YouTube допринесува премногу и доминира, но ние имаме тука артисти, да не одиме преку нив. Дали од фолк, веќе за од фолк сцената, тоа е повеќе од јасно. Какви доајени имаме. Но и од поп естрадата. Ако знаеме да ги набројуваме, па сигурно на двете раци ќе наброиме 10 артисти кои што се стварно добри. Со музика за себе, со квалитет. А која е грешката, зошто има застој? Грешката не е од една страна, доколку една страна многу лесно би се коригирала. Наше е само да работиме на авторска музика и да вадиме доста квалитетна песни. А може тука би и до финансиите? Па финансиите не би рекол искрено. Пошто Кај нас нема никоја таква заработуваат нашите артисти. куќа за да го гледам во тој потенцијал, па да те земам јас, па да изгледам од тебе добар пејач. Нема кај нас тоа. Финансиите се битен фактор нормално во оваа професија. Па се, еден спот колку чини, знаеш ли? Чини, добар. да, чини зависи. Спотот нема цена, Од јас. 3000 евра нагоре 5. Па каде е песната, па каде е... Така, тоа е точно, тоа кошта се. Но пак ќе се навртам, доколку на нашиве настани македонските артисти ги зимаат тие средства, они ќе можат и да ги вложат во добар спот и добра песна. Ти најголемиот наш артист кој ќе оставиш да пее во 18 часот на тој фестивал каде што крајот е во еден на кеска и му дадеш некој си хонорар кој што е можеби 10 пати и 50 пати понизок од гостинот кој што доаѓа од А да му нека даде сосна држава. поголема стимулација кога сме кај тоа, што викаш Како ќе вложи хонорарот, тој артист? дај му, јас мислам дека уште појака енергија ќе извади на Тоа е сцена. повеќе од очигледно парите ќе се трошат тук на наши продукции, Точно, така е. ќе се снимаат спотови. Битен фактор се финансите, како не се? Нашите ги спуштаат на ај за 200 евра, ај за 300 евра, чеква малку, еве пример ти се од Велес, така е. Имаш бек позади. Јас имам- Четворица, 5 души. Каде е нафта, така, каде е патни трошкови, etc, така? Јас сум можеби еден Каде е од... заработката? Каде е времето што се го одвоил, нели, за тој глуп? Па реално Јас сум можеби сега нескромно ќе биде ова, но тоа е така. Јас сум можеби еден од ретките кои што на свој настап носи и светло, и звук, и буквално се наше.
Ако кажеш и 1000 евра ти ќе бидеш скапа, а не знаеш, од тука сме чека малку. Па, А ако дојде од соседната 1000 евра, 1500, нема проблем. Ама знаеш, таа и таа е. Ајде цената како цена секогаш има Онака ја кажам. тегне околу цената. Да. Тоа се случува Ценкање. и со соседите кога доаѓаат. Но кога наш артист, конкретно јас, често знаеме да патуваме многу, да имаме 2 настапи крај од држава и треба да преспиеме. Ние немаме райдер листа како што имаат србите. Ние бараме само србите бара да и хотелско сместување и јас барам само пример хотелско сместување и толку. Па така и ја би барала нормално. И често се случува нема да се враќам назад. Често се случува да ми кажат па од нашава држава само ти бараш смешта и тоа никој него Еден е јасно, тој тони и ќе барам. Па што? Мене ми е тоа жално. Сега ако не изградиш, што кај нас знаеш како е? Магнеса, ако си скап, ќе те почитуваат, ако си ефтин. Тоа е точно, но веруваш дека они доаѓаат со ако тој артист кошта 5000 евра, они имаат уште 2000 по него трошок. За он да биде тука. Така е. Хотелски сместувања, ручеци. И тоа ако дојат екипа цело од 6-7 души? 10. Така, еден ручек има 1000 евра, каде спиење, каде е друго. Ама не размислува сега, тоа. И после веројатно нешто Јас секогаш тргам од дома со проблемот. Јас го барам тоа, да речеме, во некој одреден град. Зошто никој друг не го бара? Се плашат. Зошто? Ете, ја се плашат, се викаат ај боле да не ги изгубам овие 200 евра, тоа е проблемот. Јас ќе ти кажам, па нема да настапам ни за 200 евра. Точно. Треба ќе седам дома цела година, ма ќе се изградам некоја личност каде што така. Тоа е најголемиот проблем кај нас, поради тоа што сите го сметаат за изгубен ден кога ќе седат дома, а не го гледаат како ден кога би можел да го искористат да вложат нешто, да нас снимаат. Така, точно. Дури на крајот од денот и да седиш и да слушаш музика, ти си во предност отколку да го потрошиш денот за никакви пари. Ова што го кажа паметно, многу. Ме потсети на докторот што ги имав пред тоа, така он ја напише и книгата последна што имаше. Ете баш ми Слободното време драго. Да го вметнувам во убава книга. Ја тоа го сватив последниве години, ги редуцирав настапите. Сме разговарале доста со колеги кога патуваме дека тие изминати години околу короната ние имавме по 150 настапи годишно. Но не сме биле подобри од сега. Ние сме биле само поевтини. Времето било многу повеќе потрошено, не сме имале време да вложиме ништо. И кога ќе се направи НЗС на крајот од денот, не е таа подобрата опција дефинитивно. Од моја сегашна перспектива. Проблемот од дома е тоа и сакам да го кажам. Малку повеќе треба да се почитуваме сите. Точно така. Тие музичари не се ниту малку полоши од музичарите на колегите од Србија, Хрватска, било каде. Зошто да немаат таква една почит? Зошто они да не добијат соба, ручек и да бидат третирани како секој гостин од страна? Што не барат, мора да бараш. Исто не како барат, бебе. Така. Кога не бараш. нема бебето кога плаче. Така. Плаче за млеко. Ако нема, ако не плаче нема да добие. Па така е што. Затоа плаче. Па ќе плачеме. Оти не го разбираат. Јас мислам дека бевме доволно искрени и ти и јас со моите поставени прашања. Благодарам на одговорите. Се надам дека во друга прилика повторно ќе бидеш гостин, дека поубаво си помина, така? Ти благодарам и тебе за убавиот разговор што го имавме. И можевме отворено да поразговараме на повеќе теми каде што не сум имал искрено прилика досега на друго место. И ќе бидеш во текете и со новата песна и со новиот спот во подготовките, па ќе ми користи некој совет од тебе. Задоволство. Ми беше чест. Ти благодарам, Агнеса. Ти посакам само среќа. Ти благодарам уште еднаш и да се гледаме само за вакви убави најави моменти. Благодарам. Поздрав, чао.